ова е станот на сестра ми остави мене да го средувам јас, ама бидејќи скалите не ми се допаѓаат, значи сакам да ги тргнеме и да направиме нови. Скалите во просторот се ужасни и ми се чини дека тоа беше една од главните причини зашто сум повикана таму, да им го решам некако просторот. Види било какви скали пак ќе подземаат простор, значи нема теоретски шанси да не го одземат просторот, оти окното е тука. Да, да пробаме барем визуелно подобро да изгледа тоа. И ми се чини дека ќе морам да ги демонтирам и да измислам некакви сосема поинакви скали. Добра, што вака значи имаме вакво чуден, искршен, разделен простор. Кујна гледаме големка. Излегува дека кујната со трапезаријата се огромни, а делот каде што треба да се седи е многу малечок. Тоа е прилично големка, да. Тука таму и еден испрекршен и чуден простор. Значи има доста за средување. Па има доста за мислење, да ти кажам. Како да се распоредиме, тука изгледа како што треба. Да, тоа е само. Стилот каков да биде? Стилот така класичен, романтичен нека биде. Романтичен. А бој? Бои некои впечатливи. Тиркеза, например, со бело, нешто така, да не биде шарено само. Супер. Може, вариира, значи можеме да работиме и модерно едноставно, и класично романтично. И сега се нешто си има рамки, нели буџетски, класично романтичните стилови обично бараат многу повеќе детали, подобар буџет и така натака, па ќе видиме што и до кај ќе стигнеме. На горе имаме две спални, сега да ги видиме спалните, што треба таму да се идеме. Ајде. Еве тука е спалната. Во спалната немаме ништо. Ниско е. Јас сум демек цар за подкровје, ама тука и царот проблем ќе има. Царот има проблем некој пат во државата, да. Ама ќе успее да се снајде секако. Ќе средите вие сте професионалец. Така е, убаво. Добра, окей. Значи тоа е. Тука имаме уште една спална, значи. Ова е другата спална, да речеме. Тука имаме плакари. Еви овдека има еден. Завршиме нешто работа. Да, така да може да се уклопи со другите работи. Направиме нешто со... Има некои работи купено во станот, плакари наместени во едната од собите, доле некаква гарнитура, меѓутоа ќе пробаме да ги скомбинираме, нели сега не е убаво да се фрлат веќе купени работи. Тука за колку деца правиме младот? За две. Две? Немаме уште, Парање, да, ама... Да, може нешто попрактично што ќе собере, зашто многу е мал простор. Малечко е, да. Колку збере? За колкаво семејство сега всушност се работи Вики? Кажа 10 две, ама нема? Не е за мене, станот е на сестра ми. Ми остави јас да го средам. Сестра ми моментално живее во Мелбурн, во Австралија. Па кога ќе дојде летото да изменадиме со убаво среден стан. Мислам дека ќе ја получиме. Така? За вкусовите? Мислам, исти вкусови има. Ај, па тоа. Јас на тебе ќе те видам. Да. Вие ќе мора на мене. Да. Фина квадратура има, меѓутоа има многу проблеми. Горе под кровјето е многу ниско, има скали што се наоѓаат на средината на просторот, многу е испрекршен. Ќе треба добро да го испроектирам за да може да функционира како што треба. Планот што го направив е следен. Кујната нема каде да се смести на поинакво место од она што е доделено. И иако природно е кога влегуваш во неа да се влезе под скалите, онака како што се сега поставени, со новиот план малку ќе кружиме. Во ходникот се формира ходничен дел со долапи за чевли за качалка. Може наместо овој систем на елементи да се постави стоечка за качалка и интересно фотелче. Сега, кога со новите скали формирав два дела, помалиот кон балконот ќе стане трапезариски простор, а поголемиот кон кујната дневен. Со начинот на решавање на скалите се постигна идеален начин на комуникација во овој инаку многу комплициран простор и дополнително седење со миндер. На катот едната соба ќе ја доуредиме како гостинска, а другата ќе биде спална. Поради позицијата на кровот, одбирам да се смести креветот во најнискиот дел, за највисокиот да биде со плакари. А сега, акција! Акрон. Секој детал е важен.
Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Одамна не сме направиле класична кујна, бела затоа што ми делува некако чисто, едноставно, ненападно. Мебелото која боја? Бел. Бел? Бел. Дали крем, пудра боја или можеби подобро е бел? Ај ваква пудра. Може и пудра боја да биде. Ќе одговара. И таа е нежна, меѓутоа бела пак не е некако по. Што? Ајде, што не? Ево сива, ево пудра. 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 Бела пудра. Бела пудра. Значи, тросадот е... Труцфред број е... Ја не го познавам. Тросадот е нешто вакво туркизно. Значи туркизен. Јака? Јака. Баш е туркизен. Ми се допаѓа туркизната боја, всушност е нешто помеѓу туркизна и зелена. Убава нијанса, многу впечатлива и убаво ќе се вкупи во интериорот, ќе му даде малку живост. И се друго треба да е бело и долу е само од дрво. Значи генерално целиот простор да биде светол. Дали светла пудра или светло сива или некаква светла нијанса. И со некаков акцент. И акцент, значи не треба акцент некаде. Дали ќе биде во боја или ќе биде во постер. Еве, тоа ќе ти оставам да одлучиш. На низината среќи немаше. Па, ни требаше доста време да се усогласат боите, но кога конечно се дефинираа, некои од нив ќе ги порачаме, а некои ќе бидат направени на лице место. Дел од транспортите и работите на катот беше добро да се сработат додека се уште постоеја постојните скали, кои чекаа на демонтажа. Дел од постоечката гардитура ќе оди горе, како и тоа е оној дел кој што може да се отвори за спиење, оди во помалата соба. Поголемата ќе работиме класично, како спална, кревет, едно друго. А другиот дел ќе треба да го снајде Вики. Треба да се демонтираат скалите така да бидат цели, значи ако може цели како парчиња да ги извадат би било супер, а ако не да ги извадат на сегменти да може подоцна некаде да се склопат, потребат. Тие се цели скали и мислам тоа не е за беспари, не е за фрлање. Скалите се разделени на сегменти кои би биле можни за транспорт. Единствено од овие скалила ги чуваме газиштата што ќе ги преупотребиме. Другото ќе се транспортира на локација која ќе ја одреди Вики. Скалите треба да бидат многу лесни, за да не пречат во просторот, треба да се лесни, значи ги демонтираме целосно и ги работиме на централна конструкција со еден подест кој што ќе служи и како миндер. И тоа ќе биде, мислам, многу интересно во просторот.
Во собите на катот ќе обработиме електриката и ќе избојадисуваме. Таа кремастата пудра сепак излезе за спалната соба. За собите Вики немаше особени барања, ниту за изгледот на мебелот, ниту за боите. За долу, во комбинацијата на белата и тиркизната, избрав светло-сива боја. Дотука, од овие мајстори толку, стигаат скалите. Стигнаа скалите, ќе се симнам доле да ги пречекам, да се осигурам дека на право место ќе стасат. Во нашите згради не можно Малце поло мебелот да си го качиш горе, па камоли цел крак. И така што Преку тераса. тераса? Да. Од најгоре. Леле. Скалите се составени од една централна греда од кутија с профил, на кој на папучи ќе бидат поставени газиштата. Првиот скалник представува цел подест или платформа, што ќе го продолжиме до зидот од балконската врата, и на тој начин ќе се формира ново дополнително седење. Се појави проблем со конструкцијата на скалите, практички конструкцијата на платформата. Всушност, некако димензиите се малку сгрешени, не знам од чија страна, и се исплашив малку дека ќе не задржи тоа со време, дека ќе треба да се враќаат. Меѓутоа, на лице место се реши проблемот, ги скрати, ја не знам како, како им успе. Значи, ова им измерено за тука да влезе, значи ова на обачки ме направено. Среќам што момците се многу спремни, веројатно можеби и на друго место некаде им се случуваат по некој пат вакви работи, си доаѓаат со режачи, бренери, не знам што имаат, не знам никако се викаат сите алатки. Важно се сим надолу, преправија, поправија, се качија, монтира и се беше окей. Освен што скалите беа лошо решени, освен што електриката има лошо решена, во станот имаше проблеми со решението за парно грејење. Претпоставувам дека отпосле било поставено и сега има многу цевки кои што се гледаат на сите страни. Дел успеавме да ги сокриеме, ама дел остануваат видливи. Ова е зид и овдека како гредуле една. И сега зборавме дали овдека само да го ширам до ова или навака да го ширам. Целото. Од едната страна на собата сите инсталации за телевизор требаше ги префрли. На другата, горе во спалните немаше воопшто инсталации, ер кондишнот позицијата требаше да се префрли од една на друга страна, оке не можно беше да се измонтира како што бил замислен. Сега што чул, што дочул, што не чул, требаше да се преправи и поправи. Некако во еден момент ги собираме повеќето мајстори. Некому му пречи, некој е навикнат. Но вистина е дека кога ќе се накупче, многу подобро се договараат работите и тие меѓусебно си се консултираат, што ми е многу важно за после да не излегуваат непредвидени работи. А Јана ја испративме во Куманово, во Декори дом, да одбере тапети. Здраво, Ангела. Бојана, како си? Супер, супер. Ми треба овој пат тапет, ми треба и фототапет. Супер. И сега имам една ситуација кај што скалишен дел и зид кој што веројатно ќе се допира често со прсти. Така. Сакам да го облепам или со тапет, меѓутоа да не се валка. Така, јас можам да ти понудам неколку тапети, сега би ти препорачала да биде или темен, бидејќи сакаш да не се познават прсти, Да. или пак светол, ако сакаш овој со структура, доста интересен е. убава, Баш сега го нијансата. навести, така многу Да. убаво изгледа и нема да се познават прсти, или пак овој доста интересен со цветови, И има убава да, структура со да. сипки, доста убаво изгледа. Видам. Овој со цветови. Супер, супер. И баш некој таков интериер имаме, нешто кантри, романтично, нешто помеѓу. Мислам дека ова е одлично, ќе ми одговара. Готово го исправ. Супер. Да ми покажеш фототапет? Фототапет, веднаш. Одиме кај Е, кај супер. Ајде. Е?
тапетот на зидот ми се допадна, некако и даде некаква димензија на собата. Убаво е што има и огледало од другата страна и некако така се врза некоја цела приказка. Даде малку душа, убаво е. Тапетот е цветен, стилизиран, динамичен. Тој во ходникот со бојата наликува на долниот простор, а дезеното романтичен и ненагласен. Мислам дека се супер тапетите кај над скалите. Ќе се допираат и со раце, а нема да се... Да, тоа беше еден од нечисти. проблемите зашто сакав да има таму тапет. Мислам дека Бурчан е најизненадениот тип која ќе го викнеме на корекции во стан. Бурче, само малце имаш нешто да коригираш? И ќе дојде. Малце Бојан копаш и коса на глава му се дига. И само рацето на струк. За какво е скршено овде? Еми, за такво е што го забравила. А кој го забрави? Пичарите. Не се забравила. Не знам кога ќе утепа Бурча овој пат за корекциите во молерисувањето по 100 пат. Дали мене, Јана или ќе му кажеме збори се со Бојан. Значи, овие сакаме да не ги споиш. Добро, само По дестот. И ова тука напред. со каква боја да ипре? Па мојата идеја беше некако што разговаравме со некаква бела мрсна или било каква. Не сум сигурна дали ќе знае да го изведе тоа, можам да му кажам како сакам да изгледа. Значи треба да не се целосно пребоени, туку сакам да изгледа како со патина, како некое старо дрво, како да сме донеле дрво кое што било употребувано некаде некој пат. Ваква ми се поубави, како избришани. Мислам дека многу добро ќе изгледат скалите. Малку се рустикални, таков некаков изглед имаат и ми се допаѓа што не се скроз бели, чисто бели. Платформата сепак се работи на лице место. Јас пак со Александра во Софа студио по гарнитура. Да. Ова е тоа што го видов на сајм јас. Така, ти ова го погледна на сајм, значи таму беше малку поразлична боја. Беше зеленикава, овдека е окер, баш не кажа окер. Значи ова се два модели кои што се класични, кои што исто така ги имаме во нашиот асортиман. Буквално, значи се од програмата на класичните модели, сосема различни од она кое што го виде претходно. Така, значи моделите кои што ама ова е тоа што ми го бараат минималистички, модернистички, меѓутоа напомена дека клиентите бараат нешто така покласично. Може да се отвараат и двата модела, меѓутоа сепак според она што ми го покажа проектот и начинот кој што го видов, мислам дека во станот ова моделче повеќе би одговарало. Лежерно е така. Само што ова е двосет, тоа би требало да биде тросет. Имаме позиција за тросет, да би било премногу малку. Ова е 170, тоа ќе биде малку повеќе од 2,20, така да мислам дека сосема ќе ги задоволува имаме кои што ти одговараат. Што в карта носиш, така? Носам, секако, значи рековме дека ќе одбираме нешто помазно, повторно пастелно. Не се толку пастелни бојове. Значи прво јас мислев еден од зидовите да ми биде во оваа боја. Меѓутоа потоа ги обојав сите зидови светли за да можам да имам таква гарнитура. Што е исто интересно, бидејќи на сајм во оваа боја беше некаде? Така да, на сајм комбинацијата беше нешто помеѓу зелената и окерот. Така, јака беше и впечатлива. Впечатлива. Дефинитивно впечатлива, па затоа и мислам дека и ваква боја ќе стои многу добро. Сега гледам тука има шарени перничиња, горе имате и многу други штофкарти, може да се избере нешто друго за перниците на пример. Секако да, значи како што ја гледаш варијантата во овој стил, двоседот е еднобоен, меѓутоа за перниците е употребено шарено материјалче, нешто што ќе двои, значи јас повторно би ти препорачала перниците да се направат во цветна нијанса, нијанса на линии и така натака.
во дадениот момент мислам дека на оваа туркизна нијанса која што ние одбравме, мислам дека совршено ќе се вклопува материјал кој што го имам во туркизно лилјакови цветови. Добро, фала. Тоа би било тоа. Во станот, откако сите други фази околу скалилото се завршени, се поставуваат и оградите. Замислени се како тенки шипки со правоаголен тресек, кои ќе бидат монтирани од газиштето до таванската греда. Низ нив подоцна ќе поминува конопено јаже, па затоа имаат веќе однапред направени дупки за нижење на јажето. Амбиентот нема да биде целосен без убави светилки за кои сме во Манекс. Сакам да ти покажам нешто интересно за повеќе намени, за дневни простори, клуб масички, трапезариски маси. Топчиња куп, само различни, со различна структура, различен дизајн и се мазни. Различна боја. Од иста програма се значи Егло, австрискиот значи бренд, но има некои со различни дизајни. Да. Но сепак може да се вклопи во една иста просторија, например да се скомбинира. Само тоа да биде например по боја исто. Да. А јачината на светлината? Секогаш ова повеќе ова комбинација, не е само едно. Со GU10, значи фасонка, може да се стави и сијалица лед, може обична халогенка, но се препорачува повеќе лед светлината, значи поштегливи се, убава светлина дава. А да ми кажеш со овие можам да скомбинирам некакви лустери, има од истата серија или можеби нема од истата програма, но има некои слични што може да се скомбинира, значи за во една иста просторија. Дневна со трапезарија, кујна, ходници. Па супер да ми покажеш се што има да разгледам, сакам да направам некаков избор. Тие што ги гледа, не беа избрани за во станот. Одлуката падна на едноставни романтични светилки со тантелес дизајн. Светилките се во концепт на целокупниот интериер на станот, значи целосно си одговараат, нели, такви се како чипкавсти малце и сосема се во ред за тој простор. Сама си ги избрав. Ми се допаѓаат светилките, не се премногу класични, меѓутоа не се ни модернистички. Нешто помеѓу и убаво личат, симпатични си, ама личат. А во станот Јана игра шах со новите трапезариски столици кои стасаа во кутии. Тоа се едноставни модели на дрвени столчиња со комплициран за Јана начин на монтажа. Дента мака измачи со јажето на објектот кој изгледа беше предебело за дупките што ги имаме. И ова е акцент бојата за просторот, која треба да го одвои од бело-кафената атмосфера, заедно со меката тиркизна софа која ја чекаме да пристигне. Прво имав различни концепции каде што да биде поставено во кујната, меѓутоа ја одбрав варијантата да бидат поставени елементите онаму каде што им се испланирани местата. Таа е класичен тип бела кујна со медијапански декоративни вратички. Спалната имавме проблем што просто не можеше да земеме некој кревет кој што ни одговара во буџетот и димензиите и се, а да биде качен горе по скалите, свртен низ вратата и внесен во спалната соба. Значи тој мораше да се изработи во парчиња. Останаа уште малку работи за набавка, како завесите и килимите и конечно додатоците. А килимите ги нарачуваме во Тепих центар Меринос. Наталија, стигнавме да ви покажеш што си ми одбрал. Јас ти одвоив два модела, мислам дека ќе ти се бендисаат. На кај да движиме? Натаму? Ајде. Ова се тие три дезени
кои што ти ги одбрав, кои што мислам дека ќе ти одговараат. Ова е едниот. Аха, многу е добар. Се допаѓа многу. Сите три се исти квалитет. Ајде да видам овој уште еднаш. Овој дизајн и првиот. И првиот. Да, на зидот имам таа баш нијанса, нешто измеѓу плаво и зелено, значи нека тиркизна. Одличен избор си направила. Овие два совршено ќе ми се вклопат. Стилот ми е нешто помеѓу кантри и класично, така да сите три се од истата програма на Merinos. Така? Да, при убав квалитет, тоа е акрилно влакно, се рачуна како најдобра замена за волната, при убав квалитет. Лесни се за одржување, нема да се натапкаат. Колку повеќе се перат, толку се како понови. И така ли имало? Штеди, да. Баш супер. Која димензија ти еден треба? помал и еден поголем. Едниот да биде оваа димензија, а од другиот имате помала? Имате сигурно. 125 на 2, да. Овие два ќе ги земам. Завршено. Одличен избор, мислам дека овој пат се направи. Кога се е набавено, време е се да биде и наредено. Постелнините во вистинските бои и дезени. Детали на вистинско место. За еден простор да изгледа убаво, не треба многу, но за еден ваков простор, во ваков стил, никој пат не е премногу. Ја оставив Јана да го предаде станот, да се сретнат со Вики. Изгледа многу симпатично и ми се чини дека е лесно за живење. Merinos во Нью Йорк. Merinos во Париз. Merinos во Истанбул. Merinos во цел свет. Турскиот бренд Merinos е лидер во светот. Ова е гордост на сите нас. Merinos, секаде каде што живеете. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом. Здраво, Вики! Како си? Ова е за тебе. Леле, што одведнаш, чекай да ти покажам прво јас моето. Ајде, поведи. Чекай, прво ципкам на тоа малецко ходниче. Така се огледалце за изнегување. Доле има нека твоја пуфичка, виж која сте интернат. Ајде, радиме нараму. Да му било бело, така сакал да биде уствари бело. Сутиркас. Еве го трпезарискиот дел. Мене ова ми е омилено ќе што останат. Да, супер. Некако симпатично. Нели? Лесно е устирите ми се свија. Вики не е препозна. Вики толку тивка немам видено никогаш, вообичаено е така. Еве, ги оставам тука. За ова ми е дневничето. И удобно, да ти кажем. Се го пробаваш после. Прво, кажува нешто да се одноваја, како си го да замислуваше вака, не го замислуваше, некако поинаку мора да си имала некоја идеја, ти сигурно. Нели? Ајде да идеме некоја идеја. Овдека си имаш доле, нели?
полички, да си редиш некои работи, нека се видливи, убави некои чаши декоративни ќе си ставиш. Да, класична кујна. Гледавме да ја потиме со влочките. Ова да. Мало мјалничево функционално, гријата ќе беше поголема да ставиме. Тука имаме значи доволно простор за работа, голема убава плотна. Да, што се на спиратор. Ете така. Тоа са гора. Ајде прво во спалната. Сега ќе пробам, пошто ја си сосеќам код дома веќе. Да, многу добро. Да. Значи вака скроз пријатно, вака како што си лежиш и ќе си исправиш, значи овде кај главата си е супер си имаш простор. Да. Натаму од позади има уште простор, ама донесовме малку понапред целата, за да биде тоа функционално, за да не се удираш кога ќе станеш. Овде кога си ставаш нешто што не користиш, битно важно простор за книги, имаш светилчиња на место надкасни, мислам дека по-функционално беше така. И овој цел зид ти го направивме плакат. Многу е ова. Се допаѓа? Да, и она е исто на бело. Све е на бело. Па мирно, топли тонови. Да. Ајде другата соба да видиме. Ајде Вики. Оваа соба јас ја викам шминкерница, таква ми е некако соба за дотерување, јас знам дека ти си стално дотерана. Да, многу е ова. Шминки, парфемчиња се сигнуваш тука. Се средуваш. Да, многу е ова. Си имаш еден куп плакаи тука, големо огледало, да си се огледалата е целата. сменето, да, порано беше помаличко, сега е многу поубава. Да. И всушност гледаш дека со огледалото се огледува самиот тапет и всушност изгледа како едно цело. Изгледа како сода да е поголема. Нели? Да, супер. Се ми се свида. Ова посебно да, бракос. Нели? И ќе си го искористиш, тука ќе си наредиш се. Ето Вики, смислам дека тоа е тоа, можеме ќе си го дам. Оставам да си уживаш во новата дома. Да, фала многу, значи фала, све што сте направиле. Фала и тебе, Вики, мене ми беше задоволство да го уредим ова просторче. Да си видиме работите. И што е најважно, ти го дадам клучот. Клучот и пред да си заменеш да не го заборавиме ова. Поведно. Фала ти уште еднаш. Повели, а со Иван накнадно ќе се видиме на вака. Се почастиме. Обавезно. Ќе видиш тука на кафенце. Да, или ќе одиме бебето да го видиме. Чао, Вики. Ајде, пријатно. Чао, чао. Станот го начекавме со 2 плакара, скали на едно место и гарнитура за седење, за која е кажано да се користи ако може. Со прераспоред на функциите во просторот, именување на скалите во целост, се измени и ликот на овој простор. Функциите и намените на просторите стануваат природни, бидејќи штом нешто ќе се направи паметно и едноставно, веќе изгледа како да требало да биде така смислено, што е особено тешко во еден толку испревртен, функционално прекршен и нефлуентен простор како овој. Скалите станаа лесен дел од целината. Засега просторот е минималистички уреден и тоа е одлична база за понатамошно дополнување во детали кои најмногу зависат од оние кои тука ќе живеат и уживаат. Уживајте и вие во новиот дом на Ајде дома. Се гледаме следната недела со Станот за почетници.